Незадоволството кај оризопроизводителите од откупните цени и понатаму е дежурна тема во целиот брегалнички регион, не само во Кочанско, туку и во соседните општини. Освен неповолните цени, имало и значително потврлање во количините што се добиле со жетвата на оризот од реколтата годинава, за што се жалат и земјоделците од Пробиштипскиот регион. Велат дека се незадоволни што произведените количини се дури и за половина помалку од вообичаениот принос, поради што влегле во директна загуба. Една од причините за слабата реколта според нив е примената на новите сорти увезени од Турција, кои во почетокот биле приносни, но веќе почнале да потфрлаат. Од местната заедница Пишица, на чии површини оризот во Пробиштипско е најзастапен, велат дека земјоделците размислуваат за промена на сортите, што ќе ги засеат идната пролет. Турски ориз што е сега што го увеземе, лани беше рентабилен, оваа година даде многу послабо. Лани даде по 20 вреќи, сега даде по 12. И мислам дека нешто тука не е уред со тоа семе и сега остануваме на истото семе од претходните години, постарото семија. Има Монточели, сите тие други, ова ќе го сврлеме, ради тоа што некако немаме допринос. Цената за оризо е многу слаба. Народот кажуваат, вика вака, вика. Подобро ни треба, вика, да ни дадете субвенција, да не ни давате, да ни уплатите по 25 оризо, ние ќе бидеме задоволни. Герасимов додава дека жетвата на ориз во Пробиштипскиот регион годинава завршила навреме, со оглед што и вегетацијата се одвивала без застој, односно немале проблеми со дистрибуцијата на водата до нивите. Од друга страна пак, жетвата во Кочанскиот регион се уште трае и според проценките неожнеани се околу 1/3 од засеаните близу 5000 хектари под ориз. За сега откуп на произведеното од оваа година практично и нема, поради незадоволството на земјоделците од ниските откупни цени, кои што за арпата се движат меѓу 9 и 13 денари за килограм.